Обвинител, судија и джелат. Владата сака да биде над уставот, а и над сите институции. Предлог законот за санкции, иако е во спротивност со основните начала за поделбата на власта и за презумпција на невиност, го мина филтерот на Илинденска и оди во собрание и покрај негативното мислење од Министерството за правда, противењата на експертската фела и предупредувањата на бизнис заедницата. Со измените на законот за рестрикции, црните листи на САД и на Обединетото кралство ќе ја овозможат на владата да биде и кадија и судија покрај за физичките лица и за компаниите. Бизнис заедницата ова го оценува како ставање на државата над судот и правото, а дел од фелата стравува дека делењето правда ќе биде селективно. Доколку овој закон не се применува целосно и не е сеопфатлив, и доколку е селективен, тогаш проблемите уште ќе се предлагочат, а не да се следат, бидејќи целта на овој закон е да се идентификуваат тие кои што нелојално и неетички значи се дел од пазарот и го нарушуваат екосистемот на водење бизнис во нашата земја. Според Зекири треба многу да се внимава и да се консултира бизнис заедницата пред било каков нов закон која засега економијата да стапи на сила. Ова покажува дека работата која институциите требало да ја завршат дома ја бркаат меѓународните институции. Сметаме дека работата која што требаше нашите институции со години да ја вршат, за жал, но и за наша среќа, ја вршат амбасадите и другите меѓународни институции кои покажуваат дека институциите во нашата земја не ја вршат работа бидејќи им фалат капацитети или пак фали иницијатива од истите. Но што се однесува на предлог законот, истиот ние сметаме дека ќе треба да се опфатливо да се применува, што значи дека не треба да се дозволи да се амнестират некои субјекти, а други да се пенализират или да бидат дел од тоа што овој закон го опфаќа. Со предлог измените кои добија Амин од Илинденска, владата се става над уставот и правото. Од Стопанската комора на Македонија претходно посочија, оти законот е избрзан и согласни се дека може да предизвика нефер третман кон компаниите. Најголем дел од експертите мислат дека едноставно убрзано префрлање на одлуки на други држави на нашиот правен систем излегува надвор од нормалната регулатива за една држава и некако наликува на преки суд. Тоа значи дека без судски процес, без докажување на постапките, можат одредени субјекти да бидат драматично повредени. Власта не ги слуша ни собствените институции. Министерството за правда уште во декември посочило оти ваквите измени на закон не се во согласно со уставот и казненото право и ги повредува уставните одредби. Министерството останало воздржано и предупредило оти е неопходно за обвинетиот да се докаже вина, а не без доказ да се спроведат рестриктивни санкции. Наспроти ова, Министерството за надворешни работи како предлагач на законот се правда оти не било ништо спорно, туку само надополнувале постоечки закон кој ќе помогнал за стабилноста и борбата со корупцијата.